Продолжувајќи ја традицијата на постојаната комуникација со верниците манастирот Добра вода кај Оризари, и оваа година по повод вториот ден од Божик организираше ден на сукани баници и зелници. Ново одбележување на големиот празник се одзваа помагатели и верници кои тука наоѓаат свое духовно сврталиште. Сакаме на таа младата популација да се го продолжуваат традиции. Натаму исто така да се биде со зелници со се. Ето сега ние зелници и шаф правиме, а сега имаме појачено и бобчесова сланинка, исто така имаме музика и се имаме се. Имаме сега да си имаме кум, сега имаме нов кумов. Секој вториот ден на Божик, таа традиција секој 8 вториот ден на Божик ја правиме. Во духот на христијанската традиција, стариот кум на овој собор му го предаде кумството на новиот. Јас сум постариот кум кој го предадов со здравје, среќа и желби да му се исполнат во ова нова година. Го честитам празникот на сите верници во православието и се најубаво да има мир, среќа, радост и љубов. Со драга волја го предадов кумството на Јордан од Оризари. Јордан Гацов ја имаше среќата да му падне колачот со паричката, што како самиот вери му причинува огромно задоволство. Благодарам на сите верници кои се дојдени у малку поголем број. Се радуваме на моментот кој, да речеме, во истата ситуација ми се падна кумството, го презима од мојот другар Захариев Благој. Јас сум Гацов Јордан и сум многу горд со ова гордост. Мислам дека ќе продолжиме во следните години да можеме да ги даваме исто и ние тие добри дела. Традицијата продолжува од денес па натаму така. Покрај зелниците на стар народен начин, за верниците беше подготвен и ручек за здравје, а на звуците на старите македонски песни и Јора запеа и заигра Речи си сите.